Редовен термин за најновите настани од Вардарско-Тиквешкиот регион Македонија, светот и спортот. Се уште во фокус е мирниот протестен марш на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните и понатаму упатуваат пораки за унитарна Македонија, не за тиранската платформа. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија порачува: темелите на Македонија никој не смее да ги руши. Доста е неодговорно однесување од одредени политичари. Според најновата анкета на ИПИС, граѓаните бараат нови избори за излез од политичката криза. На светскиот ден на театарот, театар Љубов моја премиерно во Велешкиот театар Джинот. Мнозинството граѓани во Република Македонија смета дека со изборите што се одржаа на 11 декември минатата година не се надминала политичката криза. Најголем процент од нив смета дека нови парламентарни избори заедно со престојните локални се решение за актуелната криза, покажуваат резултатите од телефонската анкета на Институтот за политички истражувања Скопје. 45,8% од граѓаните смета дека нови избори се решение за излез од кризата, додека пак 35,5% смета дека претседателот Ѓорѓе Иванов треба да му го даде мандатот на Зоран Заев. Ово го покажуваат најновите резултати од телефонската анкета на Институтот за политички истражувања Скопје. На прашањето дали изборите помогнале да се надмине кризата, негативно се изјасниле 65,5%, позитивно 23,2%, а додека пак 11,3% не знаат. Од етничките македонци пак 55,6% смета дека нови избори се решение за излез од кризата. 30,2% смета дека таа ќе се надмине со давање на мандатот на Заев. Немаат одговор или не знаат што би ја решило кризата 14,2% од етничките македонци. Според анкетата на ИПИС, кај етничките албанци преовладува ставот дека давањето мандат на Заев е решението за кризата. 55,5% од нив се изјасниле позитивно, додека само 9,2% смета дека се потребни нови избори. Без одговор или не знаат се изјасниле 35,5%. Што се однесува до одлуката на претседателот Ѓорѓе Иванов да не му го додели мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, најголем дел од граѓаните, односно 56,5% го оправдуваат, 29,8% сметаат дека тоа не е во ред, а 13,7% немаат одговор. Во анкетата која ИПИС ја спроведе, граѓаните одговорили на прашање поврзано со работата на СЈО. 50% се изјасниле дека СЈО е под одредено влијание и контрола, од кои 24,5% сметаат дека е под контрола на СДСМ, а 25,5% дека е под контрола на странци. Поделени се мислењата кај граѓаните дали на специјалното јавно обвинителство треба да му се продолжи мандатот. 41,7% од испитаниците се изјасниле дека не треба, 40,6% дека треба да продолжи мандатот, а 17,6% од нив немаат одговор. Кај етничките македонци 52% сметаат дека не треба да има продолжување на мандатот на СЈО, 29,7% дека треба, а 18,3% немаат одговор. Кај етничките албанци пак 80,7% сметаат дека треба да се продолжи мандатот на СЈО, само 5% дека не треба, а 14,3% немаат одговор. Најголем дел од испитаниците, или 54,5%, сметаат дека во споредба со пред една година состојбата дополнително се влошила. 17,8% дека останува иста, а 18,9% дека полека се враќа во нормала. Само 8,8% немаат одговор. Телефонската анкета Институтот за политички истражувања спроведувал во период од 10 и 13 март годинава на 1100 полнолетни испитаници. Политичката криза што повеќе од 2 години трае во Македонија негативно влијае на сите аспекти од општественото живење. Но сепак државата функционира нормално, истакна премиерот Емил Димитриев во интервју за Сител, потенцирајќи дека иако по изборите нема формирана нова влада, државниот апарат постојано и непречено ги извршува сите своји обврски, а постоечката влада ја спроведува и зацртаната агенда за меѓународно претставување на земјата.
Владата функционира најнормално во полн состав и така ќе функционираме додека парламентот не одлучи поинаку. Ова го изјави премиерот Емил Димитриев гостувајќи во Дневникот на Сител телевизија. Говорејќи за актуелните состојби во државата, Димитриев вели после изборите видовме платформа и програма која класично изманипулира со граѓаните. СДСМ и ЗАЕФ не сакаат да откријат што содржи таа платформа и не смее да се отвараат дебати за таа платформа. Бидејќи граѓаните заедно гласа на изборите, а после изборите се отвараат теми кои што се толку суштествен карактер, кои што задират длабоко во државното уредување и во идните перспективи на државата, и ниту една политичка елита, ниту опозицијата, ниту сите ние заедно немаме право, тоа не е наша привилегија, ние да отвараме дебати како што милува опозицијата да кажува, кога не сака да ги отвори деталите што е договорено, нели често го употребува тој дел, ќе отвориме дебата. Значи никој на нас не ни дал право како политички елити да отвараме дебати кои што се од длабоко суштествен карактер. Единствена дебата која што може да биде отворена е дебатата со народот во изборна кампања на нови предвремени избори, да се отворат сите детали до максимум, бидејќи граѓаните мора да знаат се што ќе се превземе по одржување на изборите, дали е се тоа прашањата за двојазичноста, дали се тоа прашањето околу менување на знамето, химната и така натаму. Димитриев е разочаран од игнориранскиот однос на Јоханес Хан, кога станува збор за досега преминуваниот принцип во Македонија, победник со победник да прави коалициска влада. Оптимист е дека наскоро ќе има нов претседател на Собранието на Република Македонија. Прв човек на Комисијата за изборни именувања е Илија Димовски. Конститутивната седница на Собранието сега може да продолжи. Комисијата за изборни именувања составена е од 13 члена, и тоа 6 има ВМРО ДПМН, 1 помалку СДСМ, а по 1 член има ДУИ БЕСА. Во изјава за медиумите, Димовски рече дека СДСМ конечно прифатила дека е втора партија во Собранието на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз денеска прв пат после изборите го прифати фактот дека се губитничка партија на изборите, дека се втора партија во ова собрание. Од тука председателското место во комисијата кој што го доби ВМРО ДПМН и 6 членови во комисијата не се добар гест од страна на СДСМ, туку се правила и пракса која што во собранието функционира 25 години. Доколку СДСМ продолжи да го слуша гласот на граѓаните кои што секојдневно се на улиците, и доколку СДСМ продолжи со ваквите постапки да прифаќа дека се губитничка партија на изборите, Собранието на Република Македонија ќе продолжи нормално да функционира. Доколку се обидуваат со постизборна измама да наметнуваат нови правила и нови пракси во Собранието на Република Македонија, тогаш сите можности остануваат отворени. Во Неготино и вчера вечер се одржа протестен марш. Пред присутните се обратија Кристина Палија, магистар по оперско пеење, и естрадниот уметник Ѓоко Ѓорчев, кој изрази задоволство што во 43 градови се протестира против платформата од Тирана и за зачувување на унитарноста и независноста на Македонија. Граѓаните на Неготино и дадоа масовна поддршка на иницијативата за заедничка Македонија и уште еднаш ја испратија пораката за унитарност на државата. Зарем со воведување на двојазичност ќе се подобри економијата и зарем осакатувањето на идентитетот преку промена на националните символи, говорење на јазик кој ни по писмо ни по звучност не е нималку сличен со македонскиот, може да се нарече патриотизам, рече пред присутните граѓани Кристина Палија, магистер по оперско пеење. Може ли некој да кажува дека е македонец и неговите следбеници да го убедуваат македонскиот народ да се откаже од својот идентитет? Треба ли господинот Заев да каже дека е македонец, а покрај него, неговите следбеници со несигурност ни во самите себе да го убедуваат мојот народ дека преку нив ќе добиеме подобра иднина?
Естрадниот уметник Ѓоко Ѓорчев ги испеа стиховите од неговата песна Земја библиска и изрази задоволство што во 43 градови се протестира против платформата од Тирана. Македонија е земја каде што се родили, живеели и умирале најголемите дејци, најголемите писатели, просветители, јунаци херои. Македонија е земја на Даме Груев, Никола Карев, Коста Рацин, на синот македонски Гоце Делчев, на Александар Македонски. Тоа е Македонија. Да се сплотиме и издружиме, да го одбраниме ова наше парче земја, се што е свето македонско, а со тоа и иднината на нашите деца, беше пораката која ја испрати Ѓорчев. Мирните протести во Велес од ден на ден се помасовни. Велешани со поддршка за зачувување на унитарноста на државата. Силна поддршка упатија и спортистите. Велат, никој не смее да ги руши темелите на Македонија. Дијана Иванова ги има деталите. Темелите на Македонија никој не смее да ги руши, доста е неодговорно однесување на одредени политичари. Не одстапуваме од намерата да си ја зачуваме унитарна Македонија. Ова вчера вечер го порачаа поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија од предспоменикот на Панко Брешнаров во Велес. Ванчо Терзиев, член на Сдруженијето за заштита на правата на македонците од Егејскиот дел Звезда, порача дека од секогаш новие простори живееле и ке живеат македонци. Како припадник на македонците од Егејскиот дел на Македонија, сакам да им порачам на политичарите, а посебно на оние кои ги негираат постоењето на македонците, кои тврдат дека пред 100 години овде немало македонци. Господа, многу се лажете. Нас не има сега, не имало и во минатото, а што е најважно, од се ќе не има и во иднина. Секој спортист се гордее што на својот дрес го носи символот на Македонија. Спортистите не сакаат да играат по друго знаме, не сакаат двојазичност, не прифаќаат платформи. Жолто-црвената боја е боја на женскиот фудбалски клуб Борец, рече Тоша Нацев. На нашите дресови го носиме грбот на клубот од ЖФК Борец. Тој за нас е гордост и чест. Добро знаеме што значи тој. Затоа во никој случај нема да дозволиме промена на грбот на Република на Македонија. Спортот секогаш ги изближувале граѓаните и народите. Затоа уште еднаш апелирам, така да биде и сега, да се зближиме за реализација на нашата цел унитарна Македонија. Македонија на сите граѓани. Да живее Велес, да живее Македонија. Протестниот марш продолжува и понатаму, се до исполнување на барањата, велат организаторите. Отфрлање на тиранската платформа од страна на СДСМ е основното барање. Во моментов сведоци сме како непријателите на Македонија и македонците повторно ги оживеа старите сеништа со промовирање на некаква сеалбанска платформа за рушење на Македонија. Затоа ги повикувам моите сограѓани велешани, без оглед на националната, верската и партиската припадност, во наредните денови уште помасовно да излеземе и да ја продолжиме борбата за унитарна, суверена и самостојна Македонија, рече Панче Жежов, претседател на Народно движење за Македонија. За Народно движење на Македонија единствено излезно решение е сите активности околу формирањето на новата влада да бидат прогласени за неуспешни. Сеалбанската платформа да биде ставена во аут и веднаш да биде распишани нови избори. Дотолку повеќе, токму НДМ има полн легитимитет да бара нови избори, бидејќи на последните избори на 11 декември листите на НДМ за избор на пратеници беа тргнати како резултат на политиката и политичките сценарија. Во овој судбоносен момент за државата, ние како македонци мораме да ги надминеме делбите и поделбите и заеднички да застанеме на браникот на татковината. Тампонирање на улиците во населените места во Неготино ќе биде извршено со гребениот асфалт од реконструкцијата на автопатот од Неготино до Демир Капија. На овој начин ќе бидат санирани сите улици во Неготино и ќе се подобри функционалноста на истите. Деталите ги има колешката Мартина Митков.
Се тампонираат улиците во населените места во општина Неготино. Денеска градоначалникот Ванчо Апостолов изврши увид на работите во селото Тремник, каде што интензивно се одвива тампонирањето на улици со гребен асфалт во соработка и во координација со местната заедница и локалното население. Започнавме од ова населено место Тремник, бидејќи сметаме дека е најприоритетно и најголем број од улиците треба да се поминат со овој асфалт. После тоа се набиват, значи претходно со грейдер, сите улици се прошируваат, после тоа се се постила асфалтот и после тоа со ваљак се набива и еве гледате за самиот квалитет, може тоа камерите да го одолуват за гледачите. Планираме во село Тремник најмалку 2 километра да постелиме со овој струган асфалт. Како резултат на соработката на локалната самоуправа, Министерството за транспорт и врски и јавното предпријатие за стопанисување со државни патишта, општина Неготино го добива целиот гребен асфалт од реконструкцијата на автопатот од Неготино до Демиркапија. Жителите, колку што можам да забележам, се доста задоволни од оваа акција на теренот. Со иста ќе продолжиме во текот на наредниот месец, односно до крајот на април месец, целиот асфалт во сите населени места ќе го постелиме и после тоа од другата страна на автопатот, некаде септември-октомври месец кога ќе почне да се струга и таму асфалтот, ќе го постелиме исто така секаде во сите населени места. Со гребен асфалт и минатата година локалната самоуправа тампонираше неколку улици во селото Тимјаник, а по завршувањето на градежните работи во Тремник, активностите ќе продолжат и во останатите населени места во општина Неготино. По повод Светскиот ден на театарот во понеделник на 27 март на малата сцена во театарот Джинот Велес премиерно ќе се изведе представата Театар Љубов моја од Валери Петров во режија на Дејан Дамјановски. Театар Љубов моја е прва продукција од годинашната програма на театарот за 2017 година, поддржана од Министерството за култура на Република Македонија и македонска праизведба на драмскиот театар Театар Љубов на драмскиот текст, Театар Љубов моја на бугарскиот автор Валери Петров, напишан во 1981 година за двете големи бугарски актерки Тања Масалитинова и Славка Славов. Текстот е за весела и тажна представа, изграден како беседа на две актерки со публиката. Светскиот ден на театарот 27 март Велешкиот театар ќе го одбележи со премиера. На малата сцена ќе биде одиграна представата Театар Љубов моја. Работена е по текст на бугарскиот автор Валери Петров, режијата е на Дејан Дамјановски, а Сашо Димовски се подпишува како драматург. Тоа е пишувано за две актерки, иако ние во нашиот случај тоа сме го направиле со 4 актерки од различни генерации, кои што толкуваат различни карактери внатре и преку чија што игра ние уствари ја разбираме она што е истинската суштина на театарот, а тоа е незината постојана игривост. Имено станува збор за една комедија која кокетира со многу жанрови, напишана иако во основен дуетен модел за потребите на представата е развиена во квартет и тој квартет на сцена е многу игрив, многу динамичен, станува збор за една навистина густа представа со густа драматургија во која 4 ликови играат многу повеќе ликови. Кица Ивковска, Зорица Панчек, Хети Борисова и Италија Настова се 4 актерки кои играат во Театар Љубов моја. Во квартетен формат, оваа представа го отсликува животот на актерите зад кулисите. Можам да кажам дека сум среќна што својата кариера на некој начин ја заокружувам, баш нити ни сонував дека ќе ја заокружам со театар Љубов моја, дека театарот, сиот мој живот била љубовта кон театарот. Текстот е голем предизвик, затоа што зборува за нас, зборува за нашиот живот, за нашето време поминато во гардеробите. Тоа и е представата, тоа се актерки кои што чекаат да имаат проба седнати во гардероб. Ние ги играме и ликовите кои ги обкружуваат, како на театарската сцена, така и во приватниот живот. Ликовите од кои што црпат страст, со кои што живеат. И заради тоа е занаетски голем предизвик да се менуваат карактери, наглото менување на ликови, на маски, на лица,
живот во театарот и театар во животот. Ние се служиме со тие средства во оваа представа. Кога театарот би се сместил во животот, тоа што го гледаме, тој театар и театарот и животот кој што ние го носиме во театарот. Театар Љубов моја е представа која својата македонска преизведба за прв пат ќе има токму во Велешкиот театар. Напишан специјално за две големи бугарски актерки, Тања Масалетинова и Славка Славова, премиерно изведен во 1981 година. Потоа изведен на повеќе европски сцени, а неговата последна изведба на бугарската театарска сцена беше во Софискиот театар 199, преку кој што практично успеавме да ги добиеме авторските права за текстот. Ова е практично негова македонска произведба на македонската театарска сцена. Сценографијата на представата е дело на Филип Коруновски. За костимите се погрижи и Раде Василев. Од Велешкиот театар се надеваат дека театар Љубов моја ќе биде представа со која публиката ќе ужива долго и ќе биде поставена на редовниот репертуар. Само 2021 лице во 2016 година се стекнале со звање магистар на науки и специјалист, што е намалување за 17,2% во однос на 2015 година, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Од вкупниот број 1881 или 93,1% се магистри и 140 или 6,9% се специјалисти, од кои 58,9% се жени. Најголем број од магистарските трудови, односно 1198 или 63,7% се од областа на општествените науки, 20,9% од областа на техничко-технолошките науки, а останатите се од областа на хуманистичките, природно-математичките, биотехничките и медицинските науки. Во продолжение вести од Македонија. Поради притисокот од специјалното јавно обвинителство, медиумите кои не се под контрола на СДСМ денеска во знак на револт ги спуштија камерите на почетокот од пресконференцијата. Во знак на револт заради притисоци и ограничување на слобода на говор, медиумите ги спуштија камерите на Катица Јанева. Новинарите протестираат против репресијата и притисоците од страна на СЈО врз медиумите и последниот атак со кој директно се врши прогон на ТВ Нова и незиниот собственик Сеат Кочан. Новинарите порачуваат, новинарството не е криминал, а граѓаните имаат право да добиваат точни, навремени и проверени информации. Инаку денеска СЈО на пресконференција информираше дека отворила уште 4 нови истраги. Американци за даночни реформи, една од водечките конзервативни организации во САД, објави текст за истрагата која се врши за политичките злоупотреби на програмата за развој во Македонија, пренесува порталот Република. Преку соопштение, Американци за даночни реформи ги информираа своите членови дека група конгресмени и сенатори предводени од Майк Ли и Тед Круз побарале од државниот секретар Рекс Тилерсон да изврши истрага за начинот на кој амбасадата и мисијата на УСАИД се доделувале американските грантови за невладини организации во Македонија, при што значителен дел од грантовите и биле давани на крајно левичарската фондација Отворено општество Македонија на Џорџ Сорос. Доколку овие обвинувања се точни, тоа значи дека УСАИД им давал пари на организации на Сорос кои поттикнувале политички безредија во Македонија и во други балкански држави. Ова е пример за расипничко и деструктивно трошење на јавни средства од страна на УСАИД, кое ги поткопува меѓународните правила за дипломатско однесување и суверенитет на државите, и тоа на сметка на даночните обврзници. Нема никакво оправдување зошто американските даночни обврзници и компании би требало да издвојуваат пари за финансирање на политички активисти во Македонија. Во фискалната 2017 година се предвидени 50,1 милиарда долари за Стејт департментот и УСАИД. Ни цент од овие пари не сме да се употреби за мешање во внатрешните политички прашања на Балканот, пишува во соопштението на Американци за даночни реформи, а пренесува порталот Република.
43.800 евра беа запленети утрина во околу 7 часот и 15 минути на граничниот премин Табановце. Парите се најдени во патничко возило управувано од македонски државјанин, кој патувал заедно со уште еден македонски и еден турски државјанин. Турскиот државјанин пријавил дека носи 9.000 евра, но при прегледот на лицата и возилото во термос за кафе пронајдени се уште 34.800 евра, а во кутија за шекер, сместена во преградата на десната врата уште 10.000 евра, соопшти Царинската управа. Согласно законските прописи на турскиот државјанин, му се вратени 10.000 евра, а останатите 43.800 евра, за кои немало никаков документ за потекло, привремено се задржани. Царинската управа против сторителот започна соодветна постапка. Годишниот Предраг Ранковиќ Пецони, собственик на српската телевизија Хепи, синоќа е ранет во инцидент кој се случил во хотелот Прага во Белград. Напаѓачот испокал 6 куршуми во бизнисменот и потоа побегнал од местото на инцидентот. Полицијата е во потрага по напаѓачот, како што јави Таниук. Раковиќ се здобил со повеќе прострелни рани во ногата и е префрлен во ургентниот центар во Белград. Во продолжение останатите вести од светот. За нападот кој што се случи вчера во Лондон, во кој 5 лица загинаа, 40 се ранети, одговорноста ја превзеде Исламската држава. Тие наведуваат дека напаѓачот бил еден од нивните војници. Британската премиерка Тереза Меј изјави денеска дека полицијата го знае идентитетот на напаѓачот, кој вчера со автомобил удри во пешаци и уби 3 лица пред парламентот во Лондон. Таа истакна дека напаѓачот е роден во Велика Британија. Тој работел сам и нема причина да веруваме дека биле планирани и други напади, нагласи Меј без да го открие неговото име. 15.000 жители од околината Балаклија во Украина се евакуирани по пожарот што избувна во складиште за амуниција. Руските медиуми информираат дека пожарот најверојатно е последица на саботажа. Истиот избувнал околу 3 часот по локално време. Според податоците на Украинското министерство за одбрана, во тоа складиште се наоѓаат околу 138 тони муниција, меѓу кои најголем дел се тенковски и артилерски гранати од 125 и од 152 мм. Медиумите засега немаат податоци за човечки жртви. И денеска имаме сончево време со умерена локална облачност, проследено со слаб до умерен ветер, претежно од јужен правец. Дневната температура се движи од 20 до 26 степени. До утре ќе се задржи топло време, а веќе од сабота дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Графичкиот приказ во продолжение. И ова беше последната информација во ова издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно.